Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Се сретнавме со Симона и Емил, кои што решиле да опремат еден кат од нивната семејна куќа, тоа од семејната куќа на Емил, при што јас го испланирав просторот според нивните желби и барања, но тие решија да си преземат дел од активностите, сами да си ги организираат и да ги изработат. Па така да, во изминатиот период, прво Емил се зафати самостојно да руши и го стори тоа, ама со тешки маки успеа после 2 недели да излезе од каута, да кажам. Но од првите активности после рушењето беа да се прегради просторот онака како што беше замислено, поточно кујната да влезе во состав на спалната соба за да стане гардеробер, а кујната да ја испланираме во останатиот дел од просторот, кој што воопшто не е мал и таа кујна ќе биде многу голема. Она што е интересно е дека целиот под ќе го оставиме да биде паркет, за да нема пресек никаде во просторот. Во дневната соба претходно се влегуваше низ 2 заседни врати, меѓутоа сега со рушењето се отвори сето тоа. И јас имав испланирана една двојна застаклена врата, што мислам дека баш убаво ќе изгледа во однос на стилот кој што тие го бараат, а тоа е некој рустикален, класичен, така некои мешавини на стилови кои што се патем нели во моментов и многу модерни. Она што е интересно дека има своји мајстори за работа и обработка на зидовите кои што им беа многу груби. И со помош на Кнауф ги советувавме како да си ги обработат и навистина ги направија совршено, пистас. Потоа одеше боењето на зидовите и поставка на внатрешните врати, откако го наместивме и ламинатот во ходникот. Ламинатот во ходникот упадна во момент кога решивме дека заради побрза интервенција и за подобар изглед, нема да копаме за да и таму ставиме паркет, нема да ги вадиме старите плочки, туку ќе поминеме со еден убав ламинат што личи на плочка. И сега е веќе време за мебелот. Целиот. И од Ајде дома работилницата, и од Вудивуд, и од Пункт, време за светилки, време за уште некој совет од Кнауф и така натаму. Просторот веќе изгледа многу изменет, со поставка и на тулите, каминот на новиот зид, новите плочки од порцеланоса во кујната и плакарите од акрон. Совршена удобност. Софа студио. Мојот свет. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо.
и даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Минатиот пат кога се сретнавме со Едвис, тој изнареди еден куп глед маси и други материјали за обработка на ѕидовите, без разлика дали се гипс картонски или обични. И малку ме збуни. Значи, годинава Кнауф се под мотото на совршени површени и имаат нешто многу интересно и многу ново што многу ќе им помогне и на мајсторите и на клиентите. Кажи ми денеска што покажуваме фактички. Па денеска ќе разговараме за веб-сајтот на Knauf Perfect Surfaces, новата програма. Таму треба да влеземе? Да. Перфектни површини. Таму лесно можеме да дојдеме до изборот. Полесен избор. Да, има и на македонско мени. Чекај, Македонија да најдеме. Полесен избор за кој материјал, која глед маса, дали е тоа за исполна или завршна обработка, гледување. Имаме таму исполнувачи како филери, исполнувачи како глед маси и завршни изработки, глед маси како финиш. Гледам слоганот за секоја потреба, за секој буџет. Точно. Бодилкава е таа очигледно. Да биде поедноставно, значи има 3 класи на производи, тоа се класик плюс и топ категоризација, каде што значи за секоја потреба имаме одговор на системско решение за кој материјал. Да резимирам, јас гледам тука дека нас има и кончиња, претпоставувам тие кончиња ги има и на секој производ, во смисла леснотија на нанесување, брусење и така натака. Значи ова го презентира материјалот како се однесува оценките на материјалот. За тоа како се однесува во однос на категоризацијава. Точно. Една слика. Ево е интересно, да. Што правиме тука? Овде имаме плюсчиња, каде што имаме позиции, да речеме, во ситуација каде сакаме да изработуваме. Чекај, натрешна хартиена, ова е башка тема. Натрешен агол ми е болка. Ајде, добро. Кога ќе кликнете на таа позиција, ви кажува кој материјал е за таа позиција. Например, тука во овој случај Триас и Унисот, Knauf Unисот. Значи со што треба да се нанесе таа натрешна хартиена на лајсна. Добро, чекај понаваму, тука што има исполнувач. Да, исполнувач, тука имаме значи Knauf Flächenspachtel во овој случај, која е гипсена глед маса, еластична. Имаме Biofinish Pro Starter, новата глед маса, каде што е база полимери. Так. И си има добра оценка тука и еден текстуален дел, значи кои се карактеристиките. Прво го објаснува и после карактеристиките во односно оние таму што ги видовме како посебни карактеристики на секој производ. И да, еве тука гледам ова едемек помазна и ова е толку мазна. Време траењето на нанесување ова подолго, така ова пократко. Побрза изработка бара, да, точно. Јасно. Целта е да биде достапни информациите или решенијата за сите, значи од инвеститори, архитекти, изведувачи, мајстори, молери, каде што секој еден може да добие одговор на тие прашања. Имаме често прашања, нели, како што споменав. 7 глед маси, повише материјали, кој каде да се користат, дали ни треба. Да, јас кога ги праќам ме прашуваат и сега што да земам јас од овие сите глед маси. Сите имаат различна намена, карактеристики, значи на изработка, на припремање на материјал, на подрачена примена, каде што ова е најлесно да се објасни. Значи не можам секаде да стигнам да одговорам на секој поединец, значи за прашање. Кажи ми овие K1, K2, K3, K4, што се? Тоа се категории на колку фина изработка, како фаза. K1 е првата исполна, значи на споеви, на гипс картонски плочи.
К2 е следното покривање, значи на траката која ја користиме, дали е тоа хартиена или стаклена, и така натаму. Потоа имаме К3 проширување на цела површина и К4 она најкомплетно покривање и најфина одработка. Фактички, секој еден што сака да ги дознае спецификацијата на секој од материјалите што треба да се употреби на еден гипскартонски ѕид или друг површина, површина ѕидна или таванска, може да ги дознае како спецификации овдека. Да. И гледам на крај бесплатно симнување мобилна апликација. Од месецов стартува и апликацијата Perfect Surfaces на Knauf, каде што секој еден може да ја даунлодира, значи во својот смартфон, таблет, преку која што може веднаш што е продукт Finder или пребарувач за производи, каде што ќе треба да одговорите на некој прашалник, значи каква површина имате за изработка, дали е тоа бетонска површина, дали е тоа гипсан, малтер, цементен, дали е некој класичен или веќе одработена површина. Сакате брза изработка, лесна... Така, значи спецификацијата на типот на... И кога ќе го одговорите тој прашалник, Knauf Perfect Surfaces апликацијата ќе ви одговори, значи кој материјал е за таа намена или за вашето барање. Значи, мобилна апликација од месецов да си ја симнам и да чачкам. Можеш во секој време пак да се јавиш за совет, но сепак во еден краток чекор ќе може да си добиеш одговор на тоа за која позиција, каква површина, која површина, кој материјал да се употреби. Да. Многу фино. Оваа гарнитура на пункт им стои на насловната страница, меѓутоа е изработена во кожа. Ние ја баравме во Штоф ја има на саем и ја има во една многу интересна така резеда боја, која што сметав дека ќе изгледа совршено во тој простор во кој што превладуваат некои кремасти, бели тонови, единствено тулата, нели прави некаква разлика во целата концепција. И мислам дека една таква боја и тоа на мебелот ќе изгледа совршено. Јас сакав и според проектот ми беше да им ставам тросет и двосет и лежалка, што мислам дека одлично ќе им стои. Тие лежалка некаква имаат купено, можеби не е баш таква каква што ни беше нацртана, но нешто слично, ќе ја видам. А тросетот и двосетот ги заменија со два тросети. Тоа малце ќе го кнапоса местото, меѓутоа изгледа дека ќе им биде поудобно и на двајцата да си имаат свое место за лежење. Од нашата работилница се произведени неколку нешта за кои што бевме договорени. Прво беше кујната, ТВ комода, маска за радиаторот и една голема комода во ходникот. Димензиски изглед и се друго ни беше договорено со нив, како тоа се да личи. Мебелот се истовари цело веднаш, па настана еден хаос од материјали. Меѓутоа, нели, како и секој пат, се почнува од најкомплицираната работа, а тоа е кујната и поставка на прва на сите корпуси. Тоа е наједноставно, па потоа се друго ќе се гради. Ивана точно објаснува каде што треба да стои по налогот. Ги премерува парчињата и заедно со Роби ги позиционираат. Кујната има многу интересен концепт. Зоната на аспираторот е повисока од што обично ја поставуваме. И повисока и подлабока. Тој дел излегува целосно од рамката на сите останати висечки елементи. Замислена е да биде целосно симетрична, со мала измена на симетријата на аголот поради димензиите на кујната и барањата и на останатиот простор. Неверојатно е како сето ова се завршува за само 2,5 часа. Сепак кујната се уште ќе се работи и дури после неколку дена ќе го добие својот конечен лик.
стилот кој што го имаме во самиот простор, нормално е дека идеме на тренди лустерчињата кои што ги имаат во многу варијанти манекс, и поскапи, и поевтини, и стаклени, и метални и така натака, и мислам дека ќе направиме добар избор за кај Емил и Симона. Сакам значи овој модел да го прикажеме во оваа емисија. Ова не е понов модел од Егло. Секако ретро стил, како што и во неколку изминати емисии прикажавме вакви модели. Овие значи се вклопуваат во повеќе амбиенти. Може да се комбинира со некои дзидни лампи, со столни, така подни, високи. Така. Сега се моментално значи со лед сијалици, но може да се вклучат и декоративните винтаж сијалици, што се со обична жаличко влакна, што се долобува тој интересен, значи старински ефект на ретро стилот. Може значи убава една комбинација се направи. Интересен е моделот и имам видено во еден од вашите каталози нешто слично овакво, само беа наредени светилките на една цевка старовремска како за водовод. Од прилика така изгледа и беа многу интересни. Да, и тие се исто од Егло програмата, и тие се интересни. Дефинитивно клиентите се или за кристали или веќе само за ова. Јас последните неколку објекта што ги имам се за генерација нека помлада меѓу 25 и 35 години и без разлика што интериерите им се различни, сепак ова е тоа нешто што на нив дефинитивно им се допаѓа. И она што го забележувам е дека веќе постари модели ги има во некаква нова изведба, не знам тие што беа црни, сега се некакви бронзани, златникави или како вастечката лампа, сина станала. Да, повеќето модели се во некоја таква варијанта. Добро, секако ќе изберам јас нешто, а она што е интересно е дека во една емисија ми покажуваш една, јас ставам нешто друго, ти веројатно нешто и веќе во главата сум имала, сега ми го покажуваш ова, дали ќе го ставам или не знам и така. За сите по нешто да има. За сите по нешто, ама и секој некаде ќе си го најде своето место. Дефинитивно. Ајде зирнемо што некои работи. Нашиот аспиратор е поставен малку вон стандардно и затоа го земавме најквалитетниот и најјакиот што можев да го најдам. Значи тоа е еден аспиратор од 750 кубика. Но излезе еден мал проблем околу цевката, тоест излезот на аспираторот, издувот каде е избушен над зидот, бидејќи беше направен точно на местото каде што доаѓа телото на аспираторот, што прави проблем. Со исклучок на нашава позиција, бидејќи нашиот сегмент за аспиратор е како мост, има поголема длабочина, стандардните се 30, например, овој нашиот беше 50, што значи дека Роби можеше да го помести аспираторот нанапред, а во задната зона да ги протне сите цевки. Таму во буш. И нагоре не може да го крена ради струјата, кој што ми треба. Така ќе идеме со елементот. Аспираторот можеш понапред да го ставиш. Не елементот, аспираторот. Да, скрос напред можеш да го ставиш. И така беше. Аспираторот е поставен нанапред. Сите инсталации се зад него, што е од друга страна одлично, зашто просторот пак над него останува целосно корисен. Шо? Почињаат се обратно стајање. И пак истиот аспиратор малку го збуни, бидејќи поголемиот дел на аспиратори имаат команди напред, светилки позади, а тука се поставени и командите и светилките од предната зона. Меѓутоа тоа вака ќе изгледа практично таман, заради тоа што нели го поместивме напред за 15 сантима, така што се е во ред.
Вториот ден завршува со монтажата на сите механизми, нивелација на елементите, поставка на полиците и дел од остатокот од мебелот. Да бев јас на местото на Симона и Емил, најверојатно максимален голем плакар би пуштила, меѓутоа тие си сакаа помал плакар, а сакаа голема комода, ама и големата комода која ставивме и со плакарот, ходникот бидејќи е навистина многу долго, се уште останува некое место таму. Комодичката е бела, во истиот стил како и кујната и остатокот од мебелот што го произведовме. За побрзо да ја завршиме работата, го викнав Злата од Штип, електричар, кој што ќе ни помогне околу монтажата на дел од светилките. И сега, бидејќи во дневната беше гунгула и многу гужва, рековме прво да почнеме од ходникот. Таму беше празно. Светилките во ходникот се со златникаво стакло, што супер се вклопува во концептот со златни детали наоколу. А во дневната е оној лустер, што Дениса од Манекс ми го покажа минатата емисија, па ја избрав друг, па за следната може ќе го вклопиме оној што ми го покажа точно овој пат. Спалната си добива еден класичен абажур. Моите почнаа со поставка на вратичките, а за оваа убава кујна ни треба и убава маса. Време е за една голема и убава трпезариска маса, што треба со Александар да ја изработиме во масивно дрво. Како ќе изгледа, ќе се договориме. Треба да изработиме нешто на новиот проект што го имаме. Најдов нешто на интернет што ми изгледаше многу интересно, тоа е оваа табла. Тоа ми даде идеја за една кујна, која што изгледа ваква и е доста класична. Меѓутоа централната позиција е фактички трпезариска маса. Доле има база, а горе сакам да изработиме нешто од масив. И сега, во контекстно на претходно што ти го покажав, мислам дека може вака да изгледа. Значи, како по диагонали да се споени талбите дрвата. Да не е цела плоча, да не се класично поредени, туку вака некако. Може да се направи, да. А има шанса да се, значи по 45 степени. Има шанса да се направи, да кажеме, за облување на ивиците, за да... Како потенциран раб? Да. Може. Па тоа е и окей, мислам затоа што нели ако има некакви неправилности прво ќе ги покрие. Да. Па на подови има такви истакнати рабови, зашто не би имале и тука. А која димензија? 1,80 м на 1,50 м. 40. Значи тука игрива ни е, меѓу 1,70 м, 1,80 м, 1,50 м и така натака. И целото тоа како табла треба преку шанкот тоа, пултот доле базата да се стави. Да се баш како ја изработиме со Иван Роби. Материјал дрво. Да. Какво дрво? Ќе го бајцуваш, ќе го... Би сакала. Доле подот е во бука, ама класична бука. Сега ни е горе бајцувано, не знам,
што имаме на лагер, што е фино како материјал. Може бука, ако сакаш да го бајцуваш, тогаш бука, подобро бука, отколку племенити материјали да ги бајцуваме, мене не ми е тоа. Да, така е. Бајцувано, бука, добро, договорено. И да ми кажеш централната позиција, ја планирав да биде во гранит. Може? Може. Ама ми треба парчето да ми кажеш колку да биде. 50 на 80. Јас ке си го порачам, а ти после светска се ако сакаш. Ти е плюс 10 по 12. Да. 16. Добро. Да, ќе ти кажам покасно кога ќе ги спојам парчињата и ќе да видам колку точно како ќе го направиме. Колку временски ти треба за да ги споиш парчињата? Па еве 2 недели може да биде направено, ми треба уште недела дена за секој случај нешто ако имам некој проблем и уште недела дена си оставам фора така за себе. И добро. Месец дена еве да кажем да се изработи, да. Добро, те чекам да ги споиш. Не е дека толку треба, можеме да ги направиме тие работи за 3 дена, меѓутоа за да не ми витка дрвото, многу тенки слоеви одзимам секој ден малку по малку и затоа трае процесот. За да не му одземам, кога ќе му одземам нагло поголема количина, тогаш има тенденција, тогаш се извитоперува. Има шанси да се извитопери. И затоа му одземам малку по малку. Виш? Добро, договорено тогаш. Така нека биде. Еден месец те чекам за 50 на 80. Која земја? Шпанија. Шпанија, да. Да, не ли те личи на шпански дизајнер? Личи. И Франција може. Прашете ме малку. И сега, ќе работиш? Ќе работам. Добро, а кафе ќе пиеш? Ќе пијам. Ајде. А на масата ти треба подножјето. Со Роби ги планираме елементите според проектот. Базата е голема и нема зошто да не се искористи поголемиот дел од неа корисно. И на врв на оваа зона имаме табла иверка која ни е потребна за стабилизација и како потпора за новата маса. За пултот, поточно трпезариската маса, јас имав идеја дека треба да биде на висина на кујната. Меѓутоа тоа значеше дека треба да има и повисоки трпезариски столици, што поретко се наоѓаат или треба да се прават по нарачка. Па со Емил и со Симона и на нивно инсистирање ја симнавме подолу на висина на нормална трпезариска маса. Базата на масивниот дел од масата ќе биде составена од корисни елементи со вратички во кои што тие се уште ќе може да складираат. Исто ќе биде во рустика и мислам дека кога ќе се клапне масивот од згора ќе биде совршена. Бидејќи е пултот голем и тежок, значи треба да му се најде точната позиција. Нема тој тркала за после да можеме да си го маткаме наоколу, туку треба да му се најде точното место и веќе според поставените светилки. И да биде на најцентар што може. Масата изгледа прекрасно, а во незиниот центар ќе има и една гранитна плоча. Гранитот и дрвото немаат иста висина, па затоа тој ќе добие потпунки на кои ќе го налегнеме. Финална обработка и тоа е тоа. Рачките се златни, старински, цоклето бело. Лајсната во склоп со плотната која делува слиено со плочките. Се досега ми изгледа навистина совршено. И кујната, и масата.
И кога јас си мислев дека за едно 2-3 сати ќе можеме да ги викнеме Емил и Симона да си го видат станот, нели да им го наредиме и така натака, излезе дека ни фалат 2 вратички од кујната. Последен ден во кој треба навистина да завршиме комплетно се. Прво, затоа што има уште малку да се заврши, а второ, затоа што од утредента започнуваат да доаѓаат гостите на Емил и Симона по повод на нивната свадба. Последниот ден, што се однесува до Александар и Роби, е жива цацканица. Што се однесува до мене, исто, Симона и Емил имаат доста украси. Како што ми каже Емил, од секое патување носат по некој сувенир или слика. Интересното е што овој концепт дозволува китење. Дозволува и самиот простор, многу слики, свекички и слично. Конкретно ниту еден простор како и секој пат не може да изгледа како што треба доколку не се накити. Нели, едно е базичниот проект, а друго се сите детали. Емил и Симона со време, нели, низ месециве си купувале работи кои што сега треба да се искомбинираат во просторот. Последно што јас го донесов беа завесите, кои што мислам дека се ептен такви ројал ексклузивни, и килимите. Значи им донесов 2 килима кои што треба да ги испитаме и истражиме како изгледаат. Едниот и другиот, кој подобро ќе се вклопи, тој ќе остане. И да ги закачиме сите слики. Завесите сакав да се во склоп со гарнитурата и да дополнат во бојата, но кога ги отворив, заклучив дека се огромни, поточно грешно сошиени. Тука за спасување дојде тетка му на Емил. Таа ни ги преши и донесе за многу кусо време, па можевме и да се комплетираме. Обично овој последен ден, иако секој пат планирам да завршиме за 2-3 часа, секој пат излегува уште некој детал, уште некоја ситнурија која треба да се коригира и заврши. Па така, дури да се средиме и да ги викнеме Емил и Симона, речи се стемни. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Сега повели во главниот дел. Во главниот. Вау! Дали е тоа место? Убаво е, убаво. Преубаво. Е убаво. Браво. Кажете ми, го заборавивте како изгледаше или се сеќавате? Браво. Веќе не се сеќаваме. Не? Не. Кажем, идејата е феноменална, се е екстра. Браво. Ептен убаво изгледа, ептен пријатчиво и такво. Баш како за вас. Секако што имавме на ум, секако што планиравме да биде, реализирано свака част. Многу убаво. Кујната, мислам дека ми е прва од ваков тип. Ама има и многу, пошто е преубаво. Многу ми се допаѓа, ама ретко кој фактички има ваков простор за кујна. И ретко кој како вас ке се согласи да им продолжи паркетот у кујна. И тоа. Паркетот, ама да си мислам дека е целина, како целина е уште поубаво. Да, обично луѓе бараат нели и шанк, и маса, и едно, и друго. Ама масата е прекрасна. Е прекрасна. Ето така. Тука 2 филочки. Да, баш како што порачавме. Добро. Интересно. А шпорето старо е или ново? Најстар, значи Половно? половно ти го земам. Добро е, супер. Барем да функционира. Масата е нова.
Масата. Која правеше масата? Ја дизајнирав, тој ја изработи. Масата е феноменална. Тоа е мермер? Тоа е гранит. Гранит. Гранит и значи домакината права таму ќе се става. Таму мора да се ставаш. Се пламци. За да не ја изгореме од тавките. Еде така. Дневната феноменално. Убава сега ќе видиме. Па шетаме до спална. Ај спална. Спалната. Таа ли е таа соба? Таа е. Таа е собата, некој пат што беше до тука. А сега е малце понатака. За еден плакар. Браво. Многу фино. Немам збор. И боите се одлични. И боите се одлични, и вашата завеса убава се вклопи, јако е жолтичка, се прими од розивкото и некако се вклопи се. Супер. Ете така. Ќе спиеме како бебиња. бебиња. Како бебиња. Сите тројца. Баш да сте се помислиле. Фала ви многу. Тоа е тоа. Прекрасно. Од утре најубаво да си поминувате дома. Нема да излеземе од дома. Или од вечер јас се заминувам. Правите што ги правите. Прв го поминавме и последно ќе го поминеме, барем со мене. Ова беше од мене за вас. И од вас за вас. Прекрасно е, значи немаме зборови да ти кажам дека сме презадоволни. Многу повеќе од очекуваното. Искрено да ви кажам, задоволна сум и јас од оние луѓе кои што вие ги ангажиравте лично. И од тука самиот. Што ми спратеше слики на Viber, гледам. Упраши. Учествуваше цел проект. Беше некоја интересна авантура што ќе ја памтиме до крај на живот сигурно. И секое уредување на простор е авантуристичко. И на крај останува. Вау, супер е. Екстра е. Прекрасно е, значи презадоволни сме, свака чест. Идејата беше добра од самиот почеток, реализација уште подобра, значи екстра. Чао. Имајте добра свадба. Фала. Канете сте, ако сте. О, не кажи два пати. Не ли ми беше доста од нас, бе? Още еден ден. Мајниш. Чао. Чао. Ова беше не толку вообичаен проект за Ајде дома, бидејќи фактички излезе дека е една заедничка акција на семејството и Ајде дома, во кое што тие си преземаат дел од активностите, претежно грубите, а јас си ги преземав оние, нели, фините работи. Меѓутоа, како целокупен проект и самите ќе видите, почетокот и крајот немаат никаква врска, бидејќи од еден многу демодиран интериер направивме еден многу модерен. И со среќа нека има свадбата и нека има долг и просперитетен живот со многу деца. Просторот од почетокот до крајот навистина претрпе огромна трансформација. Ова е еден од оние станови кои ми личат како од часопис. Особено кујната, која, иако на намачи, навистина стана заслужен украс на целиот простор. Го доминира и прави чувство на апсолутен луксус. Не знам дали во овој нов дом, освен облеки и танџериња, Емил и Симона ќе имаат потреба нешто да додадат. Ми се чини дека е наменет за итно уживање. Уживајте и вие до следната емисија на Ајде дома, во исто време на Телма телевизија.
Во Ајде дома, градиме со Кнауф.